Посетителите на центар револтирани, средно ќе останаа без дрвјата во паркот кај Бристол. Жирновски за всреда закажа итна седница на општината. Ни го направија животот тотално невозможен. Не се сеќам од кога спонтано не ми течеле солзи, денес ми потекаа солзи кога го видов овој. Празни собраниски столчиња, пратениците на годишен одмор. Експертите очекуваат жешка политичка есен. ВМРО ДПМН не коментира средбата Ахмет Изаев. Аналитичарите не исклучуваат во разговорите да станало збори за подлабока политичка соработка меѓу СДСМ и ДУИ. На 30.000 македонци во Грција во првите 3 дена од август. Улиците во Скопје пусти. Добар ден, почитувани, дневник во 17 часот, во него и за настаните од светот. Хасан Рохани го замени Ахмадинеджад. Ја презема председателската функција во Иран. Ке се променили иранската надворешна политика. Нови антивладени демонстрации во Истанбул. Најмалку 10 повредени, десетици уапсени. Американските амбасади во исламскиот свет затворени поради можна терористичка закана. И Франција и Британија ја следат мерката за предпазливост. Револти и неверување кај граѓаните на центарот утрово, откако во 3,5 часот пополнок со полициска асистенција беа исечени преостанатите дрвја во паркот кај хотелот Бристол. Полицијата претходно ги отстранила граѓаните кои кампувале на тоа место во обид да го одбранат зеленилото. Последните дрвја во паркот пред хотел Бристол веќе ги нема. Граѓаните кои се обиделе да ја спречат сечата во 3 часот пополнок брутално биле отстранети од страна на полицијата и специјалните единици. Освен вербални закани за нивно апсење, се здобиле и со телесни повреди. Не обседна и не обкружија 20 возила со Алфи. Тогаш ги видовме и сите специјални сили, видовме желки и разноразни животни кои што не нападна и не влечеа по улиците. Прво не легитимираа и не дадоа рок од 15 минути да го исчистиме парко, затоа што така наредиле. Во услови кога цела Европа се бори за зелени градови, 50% од површините да им бидат зелени, кај нас и тоа што го посадиле порано некои умни луѓе, некои сега тотално луѓе кои што немаат врска со урбано живење го уништуваат. Ни го направија животот тотално невозможен. Не се сеќам од кога спонтано не ми течеле солзи, денес ми потекаа солзи кога го видов ова чудо. Станарите од околните згради кои се обиделе да и се придружат на собраната толпа биле спречени од полициските службеници. Организаторите на протестот за спас на паркот во центар се жалат дека бил прекршен уставот. Граѓаните беа спречени од полициските службеници да излезат од своите згради, им беше забрането правото на слободно движење и со тоа беше прекршен членот 27 од Уставот кој гарантира слободно движење на секој граѓанин на Република Македонија. Од општина Центар со соопштение го осудија сечењето на дрвјата. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жирновски и председателот на Советот Мирослав Шиповиќ договорија вонредна седница в среда, која ќе се одржи на местото каде што беше паркот. Жирновски го повика Груевски и самиот итно да излезе пред Бристол и да даде одговор зошто и покрај реакциите и негодувањата на граѓаните, дрвјата се исечени. Општина Центар и градоначалникот Андреј Жирновски најостро го осудуваат вандалскиот и кукавички чин. Специјалци и полиција го обезбедуваа местото додека моторните пили безмилосно го уништуваа едно од последните зелени катчиња. Злоупотребувајќи ја моќта која ја имаат, не ги врзаа на мрацете, бидејќи овој објект е под целосни ингеренции на централната власт. Додаваат од општината, пред само неколку дена центарци со подсмев на овој парк му го дадоа името Парк на Груевски, но тоа не беше доволно за да се спаси зеленилото. На местото на дрвјата треба да никне нова зграда во која ќе биде сместен Советот за радиодифузија. СДСМ го повика лично премиерот Никола Груевски да излезе и да го објасни населението што се случи во 3 часот наутро кај хотелот Бристол. Да се донесат моторни пили и полиција среде ноќ да го рамнат со земја паркот, без да се води сметка за вознемирувањето на граѓаните, е врв на покажувањето сила, што се е подготвена власта да направи за своите интереси, реагира СДСМ.
Груевски уште еднаш по кој знае кој пат ја погази јавно изразената волја на граѓаните на Центар, кои на локалните избори јасно се искажаа против уништувањето на зеленилото заради бизнис интересите на власта. Ако сте премиер, влада, власт, дали тоа ви дава за право да ја користите полицијата за свој штит, се наведува во соопштението. СДСМ бара веднаш да престане бруталноста, зад која се крие, како што вели, недостиг на капацитет, низ диалог, дебата и меѓусебно разбирање, да се дојде до решенија за отворените прашања. Одбраната на еден парк беше повод за демонстрациите кои со месеци веќе го тресат Истанбул. Најмалку 10 лица се повредени, а десетици беа уапсени синоќа при растерувањето на антивладините демонстранти во близина на истанбулскиот плоштад Таксим. Турската полиција употреби солзавеци и водени топови против помали групи демонстранти. Околу 300 незадоволни граѓани се собраа синоќа со цел да го поддржат протестното движење Гези и извикуваа антивладени пароли. Бранот протести во Турција започна во јуни против плановите на власта да ги исече дрвјата во паркот Гези во централниот дел на Истанбул. Протестите прераснаа во немири, во кои 5 лица загинаа, а илјадници се повредени. За останатите информации од светот подолу во вестите. Лично сум против истополовите бракови, вели министерката за внатрешни работи Јанкуловска. Параглайдерист од Бугарија принудно слета на македонска територија, причина лоши временски услови. Во продолжение за останатите настани од Македонија. Од владеачката ВМРО ДПМН се уште не ја коментираат вчерашната средба Заев Ахмети во Мала Речица. Аналитичарите не ја исклучуваат можноста, освен за името, двајцата партиски лидери вчера да разговарали за посериозна политичка соработка. Молкот владеачката ВМРО ДПМН и кабинетот на Груевски откако вчера во Мала Речица Ахмети и Заев ги пеглаа ставовите околу спорот за името и потребата во најскоро време да се најде решение. Иако јавноста не слушна за конкретен договор меѓу ДУ и СДСМ, и двајцата лидери сепак вчера презентираа усогласеност. Македонија нема план Б, решение за спорот со Грција и влез во Европската Унија. Дипломатската офанзива на лидерот на ДУ Али Ахмети во насока на изноѓање на решение за спорот околу името досега не беше коментирана од владеачката партија, ниту пак од кабинетот на премиерот Никола Груевски. Немаат коментарни за вчерашната средба на Али Ахмети со лидерот на опозицијата Зоран Заев. Иако тричасовното кафе на лидерите на ДУ и СДСМ резултираше само со формални изјави за тоа што се ставило на маса, аналитичарите се сомневаа дека економијата и меѓуетничките односи биле единствени теми на разговор зад затворените врати во главното партиско седиште на ДУ и во Тетовско. Она што јавноста не може да знае е што фактички се договарало евентуално да биде преземено. Веројатно од страна на СДСМ му се има и понудено, сугерирано да излезе од владената коалиција, штом стои на тие ставови, а како ДУИ има реагирано на тоа, не можеме да знаеме. Значи, ДУИ не има прифатено понудата веројатна понуда на СДСМ, тогаш ќе си останат ситуациите како што се. Од друга страна, додава Савески, на вчерашната средба може и да се гледа како партиска игра на ДУИ во соработка со Груевски, без разлика што средбата ја иницираше лидерот на социјалдемократите. Дури може да се шпекулира дека ДУИ во договор со ВМРО ДПМН направила состанок со СДСМ со цел да добијат поддршка од страна на СДСМ за евентуален компромис околу името. Значи е можно ВМРО ДПМН да се создава одреден маневарски простор со тоа што ДУИ е поактивен во овај период и се залага за компромис околу името. Дали паднал некој предлог за коалицирање засега останува мистерија. Сомнежите дополнително ги подгреја и одбивањето на Заев и Ахмети да одговорат на новинарски прашања и не кажаа зошто освен протоколарните изјави решија да ја премолчат суштината на средбата. Од утре и официјално започнува да тече годишниот одмор на пратениците. Предложените уставни измени со кои треба да се спречат истополови закони, како и двата медиумски закони, ќе бидат жешките прашања кои ќе ги чекаат кога ќе се вратат во собранието. Експертите предвидуваат жешка политичка есен. Празно собрание и собраниски клупи.
Ова ќе биде сликата во престојниот период откако од утре пратениците и официјално го почнуваат годишниот колективен одмор. Експертите за 24 вести велат дека одморот ќе им биде потребен на пратениците бидејќи од септември ги чека работна жешка есен. Двата закони за медиуми како и најавениот предлог за уставни измени со кои треба да се спречат истополовите бракови ќе бидат првите важни задачи за кои ќе треба да се постигне висок степен на соработка меѓу власта и опозицијата, каква што во моментот се уште нема, вели за 24 вести аналитичарот Осман Кадрiju. Имајќи во предвид овие прилики што ги имаме ние сега, овие односи во државата, па и во парламентот, сметам дека и почетокот на септември, целиот месец септември, па и наредните месеци ќе бидат доста жешки месеци, при фактот дека ние во парламентот за волја на висината се уште ја немаме она политичка клима која треба да постои за нормално функционирање на парламентот и остварување на неговата функција. Тука ќе ги имаме клучните системските закони кои се на дневен ред, законот за медиумите, посебно за бракот, случувањето на бракот и условите за случување на брак. Ако се инициира на една таква постапка, а бара измена уставот, мораме да очекуваме дека ќе имаме исто така сериозни, да кажем, проблеми околу таа измена евентуална. И додека експертите предвидуваат жешка работна есен, народните избраници веќе ги имаат испланирано годишните одмори. Некои од нив патриотски ќе останат во Македонија, додека пак другите батериите ќе ги полнат на море во некои од соседните земји или подалеку. По одржувањето на 10 работни седници и 3 седници на пратенички прашања од почетокот на годината, пратениците практично официјално и од утре веќе се на одмор. Собранието нема да заседава ниту да одржува седници на комисии до 20 август. За разлика од собранието, владата нема колективен одмор. Во текот на летниот период само престојнава недела нема да има редовна владина седница. Премиерот и министрите веќе на 12 август продолжуваат со редовните обврски. Дел од министрите веќе го искористиле својот одмор. Останатите ќе го одложат одморот за подоцна, но и покрај тоа, сите владини тела и институции и во текот на летото ќе продолжат со нормална работа. Заврши продолжениот илинденски викенд. Од попладнево повторно зголемена фреквенција на граничните премини и на патарините, но овој пат во обратна насока од граѓаните кои се враќаат по неколкуте слободни дена. Само во првите неколку дена од август над 30.000 македонски граѓани заминале на одмор во соседна Грција. Продолжениот илинденски викенд максимално го испразни Скопје. Изминатите 3 дена само мал дел од жителите останаа во главниот град. Предстојниот 8 август е неработен заради првиот ден од празникот Рамазан Бајрам, а следен продолжен викенд граѓаните ќе имаат за 11 октомври, кој исто така се паѓа во петок. Еве што забележа камерата на 24 вести денеска низ улиците на Скопје. Предлог уставните измени на владеачката ВМРО-ДПМН со кој се бара прецизирање на бракот како заедница меѓу маж и жена не се никаква дискриминација, туку политика која значи заштита на вредностите на општеството, вели министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во интервјуто за Прес 24. Јас не се сложувам со легализирање на истополовите бракови или давање можност да посвојуваат деца, и тоа јасно го кажувам, додава Јанкуловска. Според неа граѓаните на партијата на власта не и дале мандат да законува бракови меѓу мажи или меѓу жени и да им доделува деца на посвојување. Но СДСМ може во првите наредни избори во својата програма да излезе пред граѓаните со ваков предлог и доколку обезбедат поддршка од мнозинството, ќе може да го имплементираат. Додека ВМРО е на власт, бракот ќе биде заедница исклучиво меѓу маж и жена, подвлекува министерката. Законот за лустрација ги опфаќа и починатите личности и затоа ги илустриравме. Не е нешто посебно, имаме и други такви починати личности и не се крена толку прашина за нив, вели Томе Аџиев, председател на Комисијата за верификација на фактите, во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во која одговара на прашањето зошто се лустрираат и починати лица како академик Славко Јаневски. Знаевме дека ова е болен процес, дека штом почне да се отвара процесот, ќе се јават реакции, ќе се искористи секоја можност
можност да се нападне комисијата за да се деградира овој процес, за да може евентуално да се спасат од лустрација, вели Аџиев. Најголемиот дел на носителите на јавни функции во денешно време се претежно млади луѓе, кои објективно не можеле да бидат соработници на тајните служби, вели Аџиев. 14 килограми марихуана откриле царинските службеници на граничниот премин Деве-Баир кон соседна Бугарија. Дрогата била скриена во резервоарот на автомобил со молдавски регистарски таблички, управуван од патник со двојно молдавско и романско државјанство, кој пријавил дека патува од Саранда, Албанија. На царинските службеници им било сомнително што резервоарот на автомобилот, иако изгледал полн, при контакт со клуч покажувал дека е празен. Го провериле и пронашле 25 пакувања марихуана потопени во нафтата. Марихуаната требало да заврши на нелегалниот пазар во Молдавија. Против возачот на автомобилот е поднесена кривична пријава. Бугарски параглайдерист принудно слета во Македонија. Поради лошите временски услови, параглайдерист од бугарскиот град Кюстендил изгубил контрола врз параглайдерот и вчера принудно слетал во близина на Делчевското село Ветрн. При слетувањето поминал неповреден. 26-годишниот бугарски државјанин по разговорот со полиција од Делчево по 1 час престој на македонска територија е предаден на бугарските погранични власти. Барем протоколот за миг ги обедини. Камерите за прославите на двата Илиндена забележаа еден до друг и представници од власта и од опозицијата. И оние во власта беа заедно. Ама се беше само за празник. И отиадетот така налага. За делник, секој по свој пат. Лидерот на ДУИ Али Ахмети реши да отвори пат за јавна дебата за преговорите за името. Фрли неколку замајци. Ахмети повтори дека последниот предлог на Нимиц Горна Република Македонија е прифатлив за нив, но и дека за тоа треба и ќе има јавна дебата. Македонија е во изолација, вели Ахмети, и ние треба да одлучиме дали ќе останеме таму. Дојдено е времето за решавање на спорот со името, порачува лидерот на ДУИ. Ама на јадицата никој не се фати. Оти оние за кои беше наменета пораката, фатија друг пат. Пратеничката група на ВМРО ДПМН покрена иницијатива за уставно дефинирање на бракот како заедница исклучиво помеѓу еден маж и една жена и истовремено децата без родители да можат да ги посвојуваат исклучиво брачни заедници во кои што има маж и жена, мајка и татко, два родители или самохрани родители. Така е. Секој си има своја агенда. Се обидуваме, но се уште се движиме по автопат во спротивни насоки. Поранишниот министар за одбрана Фатмир Бесими го започна, а Талат Џафери ќе го претвори во традиција положувањето на цвеќе од министерот за одбрана пред споменикот на загинатите припадници на УНА во Слупчане. Тоа се дел на активности и јас како министер сум представник на сите граѓани и не е исклучена и таа можност. И не гледам причина зашто не би. Навиките тешко се менуваат. Правилата постојат за да се прекршуваат. Тоа е нашето мото. Пеколни 40 на отворено, но и покрај препораките на надлежните да се реорганизира работата на работниците кои се директно изложени на сонце или да се скрати работното време. Дел од градежните работници не престануваат со работа. Ги стискаат роковите и работодавачите. Кој рече дека медиумите се немоќни? Во Македонија, само оние што ќе излезат на телевизија можат да добијат социјална помош. На жената е понудена поддршка од страна на Центарот за социјална работа. Во теке и постапка за обезбедување на социјална парична помош и исто така на еднократна парична помош. Набрзо ќе и се помогне и ќе излеземе со конкретни податоци која помош ќе и биде овозможена. Дилемата што правеле институциите во меѓувреме останува и натаму
за некое друго време. Ме прави несреќен кога на истото тоа пак позицијата реагира исто така сервилно, плашејќи се од било која точка, запирка, интерпункцијски знак, затоа што некоја дивна дуња, лубеница, како и да се вика, од некоја си Босна, од некоја си Опсе, кажала нешто. Илинден ни донесе многу радост за продолжениот викенд пред се, но и инспиративни говори. Корен што раѓа од семето кое е воедно и плод. Се вели дека ако пченичното зрно што паднало на земја не изрти, останува само. А ако изрти ќе донесе голем плод. Плодот на илинденците стана семето на асномците. Семето кое тие го посеа и чии плодови и жетви и денес не прехрануваат. По сите дела за народот дочека и тој од народот да добие подарок. Премиерот доби свој парк во Скопје. Случајно или намерно, на отварањето само лица од опозицијата. Премиерот не дојде. Или не го поканиле, или бил зафатен со своите дела. Секој по свој пат. Хасан Рохани ќе го замени Махмуд Ахмадинеџад. Тој денеска ја презема председателската функција во Иран, земјата која за време на Ахмадинеџад стана една од наизолираните во светот. Новоизбраниот ирански председател Хасан Рохани денеска положи заклетва пред парламентот ветувајќи формирање на влада на мудроста и надежта. Рохани, кој победи на председателските избори на 14 јули, доаѓа на оваа функција на местото на Махмуд Ахмадинеџад, за чие 8-годишно управување Иран стана една од наизолираните земји во светот. Санкциите наметнети од Европската унија и Обединетите нации поради нејзината нуклеарна програма ја ставија економијата под огромен притисок. Од умерениот Рохани, Иран и светот имаат големи очекувања. Нашето барање е поголема социјална слобода, посебно за жените. Како граѓанин, моето барање од Рохани е да обезбеди поголема економска безбедност, да создаде нови работни места и да го трасира патот за повеќе странски инвестиции во Иран. Новиот ирански председател е исправен пред сериозни предизвици. Борбата со инфлацијата и намалувањето на големата невработеност се најсериозните внатрешни проблеми на Иран, но не помалку важно е решавањето на се поизразените политички несогласувања во земјата. Неговиот избор побуди надежка и западните земји за придвижување на преговорите за иранската нуклеарна програма. Рохани и самиот има учествувано во нуклеарните преговори, а Западот во него гледа човек со кого може да се разговара. Во таа насока Вашингтон минатата недела не ги одобри новите санкции за Иран изгласани во Сенатот, што се толкува како знак на добра волја и очекува Рохани да ја прифати подадената рака. Но иако тој сега е председател, последниот збор го има врховниот верски лидер Ајтолахот Хамнеи. 21 американска амбасада и конзулат во муслимански земји се под клуч денеска поради можна терористичка закана. Американскиот совет за национална безбедност заседаваше по повод информациите дека терористичката мрежа Ал-Каеда би можела да нападне американски или западни цели на арапскиот полуостров. Во истите региони ќе останат затворени амбасадите и на Франција, Германија и Велика Британија. Интерпол синоќ ја даде општа безбедносна тревога по серијата бегства од затворите во Ирак, Либија и Пакистан, а се истражува и поврзаноста на овие акции со Ал-Каеда. САД вчера предупреди дека Ал-Каеда планира во следните денови да изврши терористички напад на Блискиот Исток или во Северна Африка и ги советуваше своите граѓани да бидат исклучително внимателни при патувањата во овие земји.
Едно лице загина, 11 се повредени во Лос Анџелес кога автомобил удрил во луѓе кои се движеле по пешачка патека на познатата плажа Венис. По инцидентот возачот избегал со автомобилот, а полицијата започнала потрага по него. Тој го оставил возилото во Санта Моника и сакал да се скрие, но на крајот и се придел на полицијата. Според очевидци, возачот бил на возраст од околу 25 години и го управувал возилото низ пешачката зона со брзина од 32 км на час. Момчето поради предизвикување тешка сообраќајна несреќа со смртни последици ќе биде обвинето за убиство, а причината за инцидентот засега не е позната. Сменетиот египетски председател Мохамед Морси би можел да биде ослободен доколку се согласи да ја напушти земјата, тврди лондонскиот весник Sunday Times, повикувајќи се на разгледуваниот компромисен план за излез од политичката криза од страна на водечките политички сили. Според британските медиуми, планот е разработен со учество на САД и Европската унија, а негови гаранти се Саудиска Арабија и Обединетите арапски емирати. Се претпоставува дека тајната локација каде што се држи Морси во притвор е воена база, оддалечена 1 час од Кајро. Температурите во Чешка вчера достигна над 39 степени Целзиусови, со што беа надминати топлотните рекорди за овој период од годината. Најтопло беше во југосточниот дел на земјата и во чешкиот главен град, каде беа измерени температури околу 39 степен. Тропскиот бран зафати и други европски земји. Во Австрија вчера падна 30 години стариот топлотен рекорд, кога во областа Делах во близина на италијанската граница биле измерени 39,9 степени Целзиусови. Во Италија исто така температурите на воздухот биле околу 40 степен, а според прогнозите денеска исто така ќе биде топло со температури над 40 степени. Земјотрес со интензитет од 6 степени според Рихтеровата скала го погоди утрово североисточниот дел на Јапонија, но нема опасност од цунами, соопшти метеоролошката агенција. Епицентарот се наоѓал во Тихиот океан во близина на префектурата Мијаги, која беше уништена во катастрофалниот земјотрес од 9 степени во март 2011 година. Јапонските медиуми соопштија дека по земјотресот од безбедносни причини некои патишта биле блокирани, а возовите запрени. Ова е втор земјотрес кој погоди Јапонија во последните 24 часа. Повеќе десетици илјади луѓе присуствуваа на митингот за поддршка на владата на Тунис, што е еден од најголемите собири од револуцијата во 2011 година. Учесниците на собирот, кои се приврзаници на владеачката партија Енахда, се собраа на плоштадот во близина на премиерскиот кабинет. Енахда, која е умерена исламистичка партија, ги повика своите приврзаници да присуствуваат на собирот за поддршка по масовните протести на опозицијата, кои траат веќе една недела, барајќи оставка на владата. Почнува домашниот фудбалски шампионат. Вардар во одбрана на титулата, конкурентите во обид да го детронизираат. Лестер Бомекелепи се приклучи на кошаркарската репрезентација на подготовките за Европското првенство во Словенија. Емил Рајковиќ го напушта работнички, најавува и тужба за клубот. Последен ден на светското пливачко првенство во Барселона, поделба на медали во 8 дисциплини. Тука е крајот на дневникот. Останете со 24 вести да ги проследите и спортските информации. Пријатно!